Добре дојдовте на оваа едукативна сесија, дел од кампањата Еден тим за секое дете. Сесијата е наменета за идните едукатори во училиштата и фудбалските клубови во нашата земја и јас сум Ирена Бакревска-Милошевска, менаџер за социјална одржливост при Фудбалската федерација на Македонија. Во тек на сесијата ќе добиете информации за кампањата Еден тим за секое дете, кои се партнери во кампањата и кои се целите на кампањата. Потоа ќе следи тренинг сесија за идни едукатори во кои ќе бидат представена UEFA Outreach документарецот и UEFA Outreach прирачникот и како со нивното користење може да организирате сесии против дискриминација во училиштата и фудбалските школи. Кампањата Еден тим за секое дете е заедничка иницијатива на Фудбалската федерација на Македонија, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Министерството за образование и наука, Министерството за спорт и УНИЦЕФ. Целите на кампањата се намалување на толеранцијата кон дискриминација и поддршка и промовирање на инклузијата во спортот. Тоа се постигнува преку подобрување на препознавањето, реагирањето и пријавувањето на дискриминацијата меѓу играчите, тренерите, родителите и децата. Активности во кампањата вклучуваат панел дискусија по повод Светскиот ден на детето, едукација на лицата во училиштата и фудбалските клубови и како да ги користат документарците и прирачникот за одржување на сесии со учениците и младите фудбалери. Кампањата ќе започне на Светскиот ден на детето 20 ноември и ќе заврши на Светскиот ден за нулта дискриминација 1 март 26 година. Како училиштата и фудбалските школи можат да се вклучат? Преку организирање едукативни сесии за прикажување на документарците и потоа поттикнување на дискусија за различните форми на дискриминација. Со ова би се зголемила свесноста за различните предрасуди и стереотипи со фокус на девојчињата, децата роми и децата со попреченост. Продолжуваме кон тренинг сесијата за идните едукатори. Во поглед на содржина, сесијата е поделена на два дела. Првиот дел е насочен кон представување на прирачникот и на видеата кои се придружен дел од прирачникот, а вториот дел е насочен кон вас како едукатори и на кој начин може да ги користите материјалите за да организирате едукативна сесија на тема дискриминација. Документарецот Outreach излезе 2020 година. Целта беше да се прикажат искуствата на некои од најголемите фудбалски имиња како Погба, Мориньо и други, и споделување на нивните размислувања за тоа кој е најдобриот начин за искоренување на дискриминацијата во спортот. Едукативниот прирачник, како надополнување, излезе 23 година. Сите материјали се преведени на македонски јазик и се спремни за употреба, освен последниот документарец за попреченост, чиј превод е во тек. Документарецот опфаќа 6 видеа на различни теми во времетрање од 10 до 15 минути. Сите се достапни на крајот на презентацијата на YouTube каналот или на UEFA TV. И едно сумирано видео во време траење од 25 минути кое ги содржи сите теми. Во контекст на кампањата препорачуваме училиштата и клубовите да се фокусираат на сумираното видео кое ги допира сите 6 теми и на трите теми посебно расизам, сексизам и попреченост. Тука ви се дадени линковите од препорачаните видеа. Во поглед на целни групи за кои се наменети сесиите, тие се поделени на два дела. Првата целна група се тренерите, наставниците по физичко, родителите и волонтерите. Сесијата за дискриминација за нив има за цел да ги анимира, да развие дискусија на темата, како и да ги појасни нивните улоги и одговорности во спортот. Времетраењето на сесијата со вклучено гледање на еден документарец би било околу 2 часа. Понатаму, два типа на сесии се предвидени за деца и млади. Првиот тип е со цел да анимира и да се дискутира за дискриминацијата општо и времетраењето на сесијата би била околу 1 час. Се користи сумираното видео. Вториот тип е сесија за специфична тема со цел понатамошно анимирање и дискутирање за различните форми на дискриминација. Времетраењето за секоја од специфичните теми би била по 1 час. Се користат одделните документарци.
Во вториот дел ќе зборуваме за реализирање на едукативна сесија. Сесијата започнува со назначување на едукатор. Едукаторот е човек кој ќе води сесијата на тема дискриминација и при тоа треба да има доволно познавање на видеата и на прирачникот со цел да ги искористи во водењето на сесијата. Која е улогата на едукаторот? Едукаторот треба да поттикнува дискусија на одредената тема врз основа на видеото. Едукаторите треба да се подготвени на споделување мислења и искуства од страна на лицата кои се дел од сесијата и да развиваат дискусија со истите на определената тема. Тие треба да обезбедат безбедна и инклузивна средина за дискусија која ќе поттикне активно учество на сите деца. Едукаторите треба добро да се запознаат со видеодокументарците и со прирачникот пред да организираат било каква сесија. Пред организирањето на сесија, едукаторите треба сами да го изгледаат документарецот, запознавајќи се со содржината на истиот, и исто така треба да се запознаат со структурата на сесијата која е предложена во прирачникот. Во поглед на планирање на сесијата, треба да се одреди каде може сесијата да се одвива, во која просторија во клубот или во училиштето. Кога може сесијата да се одржи? Сесиите може да се одржуваат на класен час или на посебно закажан час, доколку се работи за ученици и родители на ученици. Доколку се работи за клубови, пред или после тренинг, во тек на тренинг доколку се работи за родителите на фудбалерите. Секогаш треба да се организираат посебни сесии за различните возрастни групи и различните целни групи. Сесиите може да ги организирате во тек на учебната година, препорачливо до 1 март, или да ги поврзете со некој од следниве датуми. 3 декември, Меѓународен ден на лица со попреченост, 10 декември, Ден на човековите права, 20 февруари, Светски ден на социјална правда и 1 март, Ден на нулта дискриминација. Кои се ресурсите кои се потребни за одржување на една сесија? Прво, ви е потребно видеото, а второ, ви се потребни инструкциите преземени и прилагодени од прирачникот кој е придружен дел од материјалите. Прирачникот вклучува инструкции за едукаторите за одржување на сесии за секоја возрастна група посебно и за секоја тема посебно, што значи може да организирате сесија за деца на возраст од 11 до 14 години или млади фудбалери на возраст од 15 до 18 години, сесијата за тренери, друг персонал или сесија за родители, се одделни сесии. На овој слайд имате фотографија од инструкциите во прирачникот кои ќе ви помогнат во одржување на сесијата. Дополнително ќе ви биде потребно телевизор или проектор, лаптоп или компјутер, флипчарт, табла, хартија и фломастери за работа по групи со цел учесниците да фаќаат белешки кои потоа ќе ги споделат со групата и со вас како едукатори. Кога станува збор за агендата на секоја одделна сесија, во прирачникот има препорачана агенда која вклучува структура и време од сесијата наменето за вовед во сесијата, гледање на видеото, групна дискусија, фидбек од учесниците, утврдување на заложби од учесниците и завршен дел. Предложената агенда вклучува и прашања со чија помош ќе развиете дискусија за дадената тема. Од модерирањето на дискусијата и добиениот фидбек од учесниците ќе произлезат идните заложби за одредената тема. Во поглед на реализирањето на сесијата е многу важно да се обезбеди безбедно место од самиот почеток, без разлика кои се учесниците. Исто така е важно јасно да се постават правилата и очекувањата од сесијата на почеток со цел учесниците да се чувствуваат безбедно, за да можат да ги споделат своите размислувања и искуства за дадената тема. Во поглед на видеото, може да го гледате заедно во тек на сесијата или да им испратите линк на учесниците да го изгледаат индивидуално пред сесијата. На овој начин може да добиете повеќе време за дискусија или да ја скратите сесијата доколку сте ограничени со време. Следно е развојна дискусија која се базира врз изгледаното видео и која ќе ја развиете со помош на готовите прашања
кои се дел од прирачникот, но истите може да ги надополнувате и продлабочувате според потребите на групата, исто користејќи ги насоките во прирачникот. Крајот на сесијата е утврдување на идни заложби од страна на учесниците. Навратете се на сите информации и научени лекции од сесијата и утврдете 3 заложби кои ќе ги понесат од сесијата и ќе ги практикуваат. Заложбите од учесниците можат да бидат индивидуални или групни. Тие можат да се стават на огласна табла и учесниците да се потсетуваат на она за што се договориле и за кое ќе се залагаат. Доколку почнете со сумираното видео, каде се опфатени сите теми, во тек на дискусијата ќе произлезат интересите на групата за одредени други теми. Овие интереси се основа за организирање на следни целни сесии за тие теми кои се поврзани со документарците и кои може да се одвиваат во текот на целата година. Доколку се случи да немате на располагање одреден простор каде може да ја одржите сесијата, може да размислувате out of the box, односно за алтернативни места за сесија. Може да побарате од учесниците да го изгледаат видеото дома, пред тренингот или пред школа, и потоа да ги интегрирате прашањата во дискусија за темата како дел од вашиот тренинг или час. Ова истото може да се направи во група или во помали групи пред или после тренингот. Бидете креативни на кој начин ќе ги користите материјалите во цел да ги едуцирате учесниците на тема дискриминација. Доколку сакате да ги споделите информациите за одржаната сесија, препорачуваме да ги следите следните насоки за комуникација. Обезбедете согласност за фотографирање, направете фотографии од сесиите и споделете на социјалните мрежи со користење на соодветни хаштази, пораки и тагирање на профилите на партнерите. Користете го хаштагот еден тим, një екип, one team. Главна порака нека биде: има место за сите во нашиот тим. Оваа порака може да ја надополните со следните пораки: направи место за сите, зборувај отворено за предрасудите, спротистави се на дискриминацијата. Тагирајте ги на социјалните мрежи УНИЦЕФ, Фудбалската федерација на Македонија, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Министерство за спорт и Министерство за образование и наука. Во поглед на понатамошна поддршка, сите информации може да ги најдете на следните линкови на страната на ФФМ и на страната на УЕФА. Таму ви се достапни сите документарци и прирачникот со инструкции за одржување на сесиите. Бидете дел од кампањата Еден тим за секое дете. Ви благодарам што бевте дел од оваа едукативна сесија и ви посакувам многу успешни сесии во иднина. Фала.